Ако пред 10 години говор на омраза беше најзастапен на мас медиумите, сега ситуацијата е променета. Тој најмногу е застапен на интернет. Се уште постои нерегулиран простор каде слободно може да се шири говор на омраза. Етничката и религиозната основа, професијата се најчесто застапени во говор на омраза, а најмасовна е политичката припадност. Најексплицитен говор на омраза е говорот на омраза врз основа на сексуална ориентација, значи тој е најексплицитен во најчиста форма, а најмасовен говор на омраза е говорот на омраза врз основа на политичката припадност. Значи, говорот на омраза на политичка основа е најмасовно застапен, иако има нешто што не е детектирано досега, ние го детектиравме и говор на омраза во однос на професионалната ориентација. И ова ќе биде интересно за вас, затоа што најзасегнати професии кои што се подложни на говор на омраза се полициските службеници и новинарите. За надминување на негативните општествени појави, единствен начин е да се влие на децата уште во најрана фаза, за да се изградат во здрави личности, без предрасуди и стереотипи. Ке мора да се инвестира во образовниот систем преди се. Културата на однесување, културата на толеранција, културата на почитување ќе треба кај младите луѓе пред се да се всадува уште од најрана возраст, за да растејки и образувајќи се понатаму, дојдеме во една ситуација да веќе на тоа академско ниво со кое што ние работиме на факултетите, е да имаме веќе повеќе или помалку профилирани здрави личности. Кога станува збор за дискриминацијата на секаква основа, нештата се променети. Ако до пред неколку години имало по 20 пријави годишно за дискриминација, оваа година има над 45 представки до Народниот правобранител. Во текот на 2015 година е зголемен бројот на представки по однос на барање на заштита на граѓаните на правата од дискриминација, така што за разлика од 2013-2014 година, каде што имавме поднесено по 20 представки по однос на дискриминација и правична и соодветна застапеност на етничките заедници, во текот на 2015 година до денешен ден имаме веќе 45 представки по различна основа. Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев отшти во соработка со Правниот факултет Јустинијан I од Скопје и Правниот факултет при Државниот универзитет во Тетово, поддржани од мисијата на ОПСЕ во Скопје, денес одржаа трибина на тема влијание на стереотипите за појава на дискриминација, говор на омраза и криминална омраза.